Штипскиот градоначалник денес контролираше како школите ги трошат општинските пари. На крајот на минатата година, општината им додели 7,2 милиони денари на основните и средни училишта во градот, со кои требаше да се решат дел од натрупаните проблеми. Од оваа сума 2 милиони денари завршија во основното училиште Димитар Влахов, каде завршија овие пари. Имаме нов котел за парното грејење кој што беше водотрајна состојба, со тоа што овде грејењето го решивме за еден подолг временски период во идниот период, така што остатокот опремување на неколку кабинети со нивните специфични материјали, потреби, реквизити, електронски табли и се што е потребно. Од оваа година за прв пат и спортската сала во училиштето ќе има грејење. По спортската сала ставивме фен кулери нови и сега сме во фаза за монтирање. Самите можете да видите дека имаме мајстори. Електриката е монтираат, можеме за почетокот од учебната година да ја пуштиме и салата во употреба, значи конечно нашите деца од нашето училиште да бидат згреени, часот по физичко воспитување да биде изведен на начин културен достоен на учениците во нашето училиште. 2,2 милиони денари доби училиштето Славејко Арсов и истите се инвестирани во изградба на затворен премин меѓу училишната зграда и спортската сала. И со изготвен проект, еве веќе гледате дека е завршен овој проект, со уште некои мали корекции кои што треба да се направат, но важно е дека овој објект е затворен. Надвор сме од атмосферски влијанија, така што децата кога спортуваат можат независно од атмосферските влијанија, од дождови, од снегови да се вратат суви во училиштето. Не очекува уште една мала ситна работа, ситна инвестиција. Од двете страни тунелот ќе биде заграден со железни врати, порти. Така што не ќе може секој да влегува и излегува од него. До почетокот на второто полугодие, Бочварски најави слични контроли во сите основни и средни училишта во општината.